Нема друг инструмент за менување на ова општество од власт. Нема друг инструмент. Значи, ние се бориме за власт. Нас ни треба државниот инструмент, армијата, полицијата, службите, бирократијата. Нема друг инструмент историски што се има покажано како инструмент за да се менува. Не се менува со пеење песни, со ставање лајкови на Facebook или со мафтање на црвени знамја 20 години по тротоарите. Ме разбирате? Кога ќе тргнете ви од тоа, сваќате дека не може ништо друго да помогне ситуацијава, освен партија. И сега, таа партија за да победи, за да биде конкурентна и на избори, па ако сакате, не знам, и у револуционерна ситуација како сакате, на таа партија и треба членство, и треба организација, и требат локални, и требат месни штабови, и требат, не знам, возила и така натака, ме саќате. И сето тоа кошта пари. И ние сме една од најсиромашните земји во државата. Моментално нашата шунарина е 100 денари. И тоа кој има. Ако немаш, не даваш ни 100 денари. Значи, како ние можеме да обстанеме? Ево, чиста за илутрација, 2016 на изборите, ВМРО ДПМН, мислам дека потроши околу 14 милиони евра на кампања, СДСМ околу 9, ДУИ мислам дека бе околу 6, па после идеш натаму 3, 2, не знам шо, Левица учествуваше со 1600 евра. Со 1600 евра и освои 12.000 гласа. На локалните 2017 само заради тоа, како се вика, државно финансирање, кренавме на 5000 евра, а сега да речеме успеавме да потрошиме некои 20 нешто илјади евра на Facebook и со тоа да освоиме 40.000 гласа. Ме саѓате, значи ние се бориме против империја. Значи ние сме малтене гирилците у шума. Саѓате, и сега они немаваат со тенкови, со атомски бомби, со минобацачи, а ние сме само со пушки и тогаш доваѓаат онака некои душегрижници и викаат: донирайте ги пушките, продите ги пушките и донирайте ги на сиромашното население. Па со што ќе се бориме ние? Значи ние правиме, мислам, сега нели, да не бидам лажно скромен, чудо, ние со неколку десетици илјади евра се бориме против милиони евра и пак победуваме.